Уследите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на ДПА Мендух Тачи. Господинот Тачи едногласно сте избран за председател на партијата на последниот конгрес на ДПА. По 2 месеци бојкот решивте да се вратите во собранието. Дали има некаков договор со ВМРО ДПМН или ги послушавте странците? Ова со ВМРО ДПМН веќе станува смешна работа и знам кујните од каде доаѓаат таквите предпоставки. Тоа се СДС, тоа нема врска. Второ, не само што ги послушавме странците, но одлучивме и во наша полза да се вратиме во парламент, затоа што ние имаме многу тешка ситуација со медиумите кои се под контрола целосна на власта или на други криминални структури. Не успеваме нашите ставови да ги даваме у јавност. Единствен прозор ни останува парламентот. Преку парламентот успеваме нашите ставови да ги искажуваме. Меѓутоа, пред последните избори вие имавте средби со Мијалков и тогаш се шпекулираше дека на повидок е коалиција, но и самиот изјавувавте дека ако ДПА освои еден пратеник, тогаш ќе биде дел од власта, но ништо не направивте. Пак од истите кујни од СДС мислам дека јалово е нивната работа. Додека вака се однесуваат, нема да се вратат на власт 100 години. Да се напаѓа опозиција од страна на опозиција, сосема можеби за ниве логично, но за мене е нелогична ситуација. Немате такви ситуации. По 100 пати сум повторил, сум се сретнал со председателот на ВМРО ДПМН. Он раководеше со делегација. Дали тука бил Мартин Протугар или Сашо Мијалков, тоа не е важно за мене. Втора работа, исто сум се сретнал со господинот Ахмети. Ја имам мандат да се сретнувам со сите. Реалноста денеска укажува дека немаше никакви задкулисни договори. Тие се во братски договор со Дуи и со господинот Ахмети. И Мијалков и другите се соработници блиски со господинот Ахмети, и тоа апсолутно нема врска и мислам дека смешно е веќе да се одговара на вакви предпоставки. Како гледате на внатре-партиските случувања? Зијадин Села не присуствуваше на последниот конгрес, дури го нарече некаква забава. Дали на повидок е нова партија која што ќе произлезе од вашите редови или можеби и вашето столче во партијата не е толку стабилно? Одлучив веќе да не мислам за таквите работи, а не да зборам. Мислам дека не заслужува никаков коментар таквото однесување. Меѓутоа Села најавува нов конгрес на партијата. Дали тоа ќе ослаби ДПА? Тоа е негов проблем. Партијата е многу јака, од 227 подограноци, ниеден председател на подогранот немаше дилеми во организирање на изборите внатре-партиските на ДПА. И мислам дека тоа се пусти желби на одредени луѓе. Но дали е во ред и вие да поднесете некаква морална одговорност, бидејќи долго време сте во врвот на партијата, а ДПА не успеа да издействува победа во изминатите изборни циклуси, а се зборува дека и во вашата партија има незадоволство? Апсолутно, сносам одговорност политичка пред членството на ДПА, не пред вас. И на некој да му текнува да сносам одговорност. Работите се измешани многу. Некои барат да сносам одговорност пред албанците или пред граѓаните на Македонија. Таквата одговорност ја сноси тој што е на власт. Ја како лидер на опозиција сносам одговорност само пред моите членови и симпатизери. Втора работа, има и други луѓе кои се подолгу на лидерски позиции, не се коментира. Стварно е незамисливо или несфатливо за мене како се организирани сите да се напаѓаат на опозициона партија. Проблемите што ги имаме и како граѓани, како држава, треба да ги решат тие што се на власта, не опозицијата. Кажувате дека состојбата на албанците во Македонија е лоша, меѓутоа против аргументот е тоа што албанците постојано му даваат гласови на Дуи. Значи не е толку лоша состојбата ако албанците постојано гласаат за партијата што е во власт. Мислам дека изборите не се регуларни, не се сложувам со таквите квалификации што се дават до денот на изборите, беше многу фер. А пред изборите неколку месеци, неколку години. И знаете подобро од мене злоупотреба на администрација, корупција, употреба на државни пари против политичките противници.
Јасно е дека на многумина им оди у прилог дуи да победи не само внатре во државата, туку и на странците. Но сепак ја можам да се гордам од и ДПА можеби ги губи изборите, но ДПА обстојува. Ние имавме и внатрешни неразбирливи конкуренции кај албанската опозиција, се знаете, се појавија 4-5 партии мали. Нивната главна цел беше да ја победат ДПА, а не да победат некој што е на власт. И денеска сме у таква ситуација што ДПА е единствена опозициона партија која обстојува. Велите не се регуларни изборите, но ЕВВ во парламентот. Можете тоа да го докажете преку институциите со правни механизми или да го следите примерот на СДСМ? СДСМ се има други цели, сосема други цели. Нивниот проблем е што тие одбиват да разберат, оти се однесуваат исто како ВМРО ДПМН, дека немат некоја друга платформа или програма, а нашиот проблем е сосема друг. Ние имаме од етнички аспект големи незадоволства, но нашето враќање у парламент треба да се свати и како онемовозможување на владата да се има алиби, оти има и друг проблем. Ние се однесуваме коректно, рационално, за да докажем дека тука има само еден проблем. Тоа е владата на Република Македонија, друг проблем нема. На вашиот реизбор за председател во ДПА, честитки упати и председателот на ДУИ Али Ахмети со порака да бидете конструктивна опозиција. Каква ќе биде вашата стратегија во иднина? Тоа че таквите честитки ги разбирав како цинизам. Мислам дека таквата хипокризија, политичка хипокризија, веќе не треба да има место во нашето политичкиот живот. Јавно се однесуваме како сме најдобри и најмили, но против мене господинот Ахмети и ДУИ употребуваат секакви инструменти недозволиви за политичка битка. Ние продолжуваме да се однесуваме рационално. Жалам за инцидентот што го имавме у парламент. Тоа беше целиот инцидент спремен со страната на ДУИ, за да ги банализират односите помеѓу нас и ДУИ. Ние немаме лични и групни проблеми со нив, ние имаме политички проблеми со ДУИ. Како гледате на барањето FBI да се вклучи во процесот Монструм? Смешна работа, смешно барање, политички маркетинг. Прво, FBI е организација што по уставот на Соединетите американски држави работи само внатре. Други се институциите кои имат ингеренции да работат надобро. И таквото барање во договор со премиерот Груевски, Груевски Ахмети, одговорот дека од страна на Груевски дека ако прифати судот, тоа ќе се прифати е исто така смешна работа. Вие не можете да му давате ингеренции на еден судија или на двајца или на тројца да одлучуваат за многу големи проблеми. И не е работата само до судот. Работата почнува од истрагата. Полицијата, судот само по тие факти и аргументи одлучува. Уште една смешна атракција на господинот Ахмети. Не го признавате рамковниот договор и предлагате нов договор од 12 точки. Што планирате со ова и дали ова води во федерализација? Не, многу тешки квалификации. Стварно се чудам кога моите зборови се превртуват. Охридскиот договор постои и тој договор е и мое дело. Сум бил преговарач. И мислам, според сите аргументи што ги имаме, треба тој договор да се надогради со нов договор. Духот на Охридскиот договор е најдобриот дух на еден политички договор и од тоа не смееме да бегаме. Но имаме работи кои укажуваат и после 12 години не ги решававме. Ајде да разговараме за тие работи. Не се работи за федерализација, не се работи за некоја територијална организација на албанците, туку за делови од Охридскиот договор кои не се реализирани до ден денеска, можеме да имаме нов договор. Ви благодарам на разговорот. Го следете неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.